дојдовте Македонија на Шанк. Знам дека почнува викенд и очекувате дека сте некаде на свадба, меѓутоа сте на Шанк заедно со мене Ивана. Овој изминатиот викенд мислам дека нема некој што не се ожени и омажи. Или пак има. Мислам дека само јас останав немажена, не жената, немажена. Заради тоа што Фејсбукот ми беше преполн со слики од свадби. Ништо друго луѓето не прават, одат по свадби. Или ништо друго луѓето не прават, освен што се мажат и женат. Ако да заубаво некаде. Еднаш се откажала некоја свадба некаде, невестата не била трудна. Фаќањето на бидермајери е најинтересниот момент на секоја свадба. Куп жени се тепат да го фатат бидермајерот. Јас ќе го срушам Шанкот, ама бидермајер имам фатено. Не, сериозно, имам фатено бидермајер и затоа не се секирам дека ќе останам немажена. Што е подобра гаранција од тоа дека ќе се мажите, ако фатите бидермајер, сигурни сте, дефинитивно мора да има свадба, макар и сте 50 години. Океј, ама друг момент ми е со маживе. Шо правите бе и вие под свеќето кога скокате? Шо правите? Се собрал еден батка до мене, ама волкав. И ми вика, знаеш шо? Ја имам фатено 15 бидермајери. Го гледам, па нормално бе батка дека имаш фатено 15 бидермајери. Види колкав си, ќе ме убиеш. До тебе ако застанам, ќе ме убиеш. Јас сум добра за фаќање бидермајери. Еднаш фатив бидермајер, тој е до душа едниот, се тој ми е. Само еден напред назад, еден ми. Ама еден ви е доволно за да знаете дека ќе се мажите. Го фатив тој бидермајер со се едно 5-6 ногти од старосватицата. Греот. Земавме после цела свадба ги собравме ноктите да ги вратиме. Оти сега кај без бидермајер не мажена, па уште без ногти да си остане, нема смисла. Не, вистина, има точно во верувањето ако го фатите букетот дека ќе се мажите. Што мислите вие зошто се тепаат толку жени да се мажат? И зошто маживе такви сиди тука, нека не го фати мојата, нека не го фати мојата. Еднаш на свадба на одбојкарки, фрлале бидермајер, 30 минути бидермајерот бил во воздух. Океј, сега се префрламе во Охрид. Тоа правев викендов, дека не бе викната никаде на свадба, бев во Охрид. Охрид, драги мои, е градот на кружните токови. Значи, нема семафори, значи има само кружни токови, не знам како е правилно. И ми текна. Јас, например, да ме пуштите да возам во кружен тек, ќе се вртам едно 15 минути, пак нема да знам како да излезам од истиот. И го што имаш една жена, ама не сум крива јас, ти ме чукна мене. Ама господја, вие не знаете да излезете правилно од кружен тек, не дека тој ве чукнал вас, вие не знаете да излезете. Може на Охриѓани ќе им требаат оние видеа како овде кај нас во Скопје што имаше едукативно како да се возите по кружни токови, но вие, за да немате такви главоболки, најубаво би било да си купите стан од моите пријатели, кои имаат станови точно на само Охридско крајбрежје. Излегувате си, огледате Охридско езеро, не морате да се буткате низ центар по гужвана да возите, да се чудите кај да патите. На сама плажа си имате станче. Убаво тоа здравје. Побрзете додека се уште има. Сега е време за најдобрата реклама на сите времиња, која секогаш ми било мерак да направам јас, заради тоа што ми велеа дека имам многу секси пилен глас. Не се шегувам. Имало многу нешто секси во шипкање на женско, па така им текна да направат секси реклама која одеше вака. Сакаш? Епа, немаш Спортекс. Јас нова би додала Спортекс за вистински спортисти, затоа што луѓе ако водењето љубов не е спорт. Јас тогаш не знам што е спорт. А и кога ќе размислиш дека имав единица за кошарка, водење топка со десна рака, двојка имав за одбојка, а фудбал кога играв дадов автогол и 15 минути се радував дека сум дала гол, а тоа било автогол, разбравме нели? Јас мислам дека единствен спорт во кој ме бидува би било токму тој. Ама заштитено, нормално. Заштитите се, имате избор, што ви се пендисува и нормално спортувајте без кајле. Да бидеш уште ден крај мене, да можам би го вратил цело време, тебе да те гледам, да те слушам. На мое огромно задоволство, човек со кој досега немам правено интервју, со колегата не го имам правено, ама малите деца знам се смеев на учителката кога ги прашала деца ДНК од што е составено, онда Андреј панче наставничке. Андреј добре не дојде. Сигурно им стела кеф професорката. Не ми се веруваме, може оди на хип-хоп секоја недела да слуша, ве следи, кај знаеш?
Како си ми? Одлично, фала. Вистина до сега, мислам, нисум била на телевизија, ама во радиоско искуство само го имаш праќано колегата твој по интервјуа. Па и он ме праќа еве сега. Не е моментов тука и ме праќа мене да за мен. А обично кога Ти сме двајца па се менја. Да, па ма за кој повеќе зборува? Кога сме двајцата, он има така, он е има голема интеракција со публиката, јас сум малце по позадина, ама еве кога нели се надополнуваме, кога не може он одам јас по интервјуа и тоа е во вината, за тоа функционираме. Не ти е проблем битно пред камера, трима, немаш? Не, таман работа. Па толку години, колку години се веќе ДНК постои? Не дека немам трема, имам трема секој нов настап, да речеме, следен настап или концерт кој што се имам стварно трема. И гледам некога се опуштам со некоја чашка, 2, 3, 5, 6 пива. И ја така тука ми е флашата да извадам. Да, и бидејќи секој нов настап е нели нов момент со публиката и си има нели позитивна трема. Јас сум така малку по тремаџија и срамежлив, Панчо е тој кој што е по нели и за тоа и се надополнуваме. И ми е мило што ете многу пати ме вади од тие да кажам ситуации, моменти да. Цело е кога има се. ДНК колку време постои? Јас се обидов математика да направам, а така ќе се изгледам дека сум многу стара. А ние се знаеме од прилика 17 на години, меѓутоа функционираме активно некои пред 15 на година направивме првата песна заедно, Девојка за Везнен се викаше, тоа беше дело на Принц. И после едно време имаше нели мало затише, па после неколку години се споевме, па и активно функционираме од прилика околу 10 на години. 10 на години, да. Еве сега да речеме некако заокружени со најновото со албум. Најновото со албум, да, кое што ќе го покажете вие нели како. Да, ќе го измонтираме, ќе го средиме, ќе го. Може јас да го држам. А CD-ја имаш колку сакаш после за да им делиш на твоите гледачи. Договорено. Промоцијата беше пред еве да речеме 2 недели, 3 така отприлика. 2 недели ајде ќе речам. Јас снимените емисии се малку зезнати за таа работа. Не, уопшто проблем, значи јасно ми е што. Имаше многу луѓе. Досними после кога ќе иде емисија, кажете кога ќе иде, само измонтирај се. Да, пуштаме само тој дел да го кажам. Имаше многу луѓе, имаше многу колеги ваши, што искрено мене ми се допадна. Сакам кога едни со други се поддржуваат македонската естрада. Па трни од нас, ние нема некој да не викне да не отидеме. Значи тоа е почит кон се она, ја разбираме муката и процесот додека се стигне до песна и до спот, камоли до еден цел финален продукт кај што е албум. Посебно, значи, ние кога што го снимивме кај Лазар Цветковски, па го измастеризиравме во Лондон, па не знам, спотои со Томато, со Горила продукција, си бара тршен, си бара спонзори, си бара многу работа, као и секоја друга работа и баш ни е мило што ете имаше толку од нашите колеги на промоцијата, а и огромен дел од нели наши најблиски пријатели и луѓе кои што ете едноставно не поддржуваат слободно беа нели дојдени. Да, колку песни има албумот, да позборуваме малку за него. Малце посериозна тема. Малце посериозна тема, колку песни има. Песни? Ова треба јас да си го прочитам до душа пред емисија, ама јас сум ти. Нема поубаво од природа. Зашто ми реков на Шанк ќе ми направите една емисија, како на Шанк да сме си Ностоп им кажам на сите од медиумите кои сакаат да ми пратат прашања да не ми праќаат прашања затоа што поубаво поприродно ќе одговорам уживо, лајв. Ја велам досадно ми е да слушам два пати истиот одговор, сега да ми кажеш, па пак да ми кажеш. Да. Инаку има албумот содржи 12 на песни, кои што да речеме 7 се нови, 5 беа претходно издадени, значи она е од Шутка со Тамара, како се каже, нонстоп да заборавам фрази љубовни. Фрази љубовни спотот, само кога ги речем спотот. Север југ и уште една имаше, не би текне која беше. И само таа знае како. Има 7 нови ствари, од различен стил, различен жанр, има сол, има R&B, има хип-хоп, има рок. Така да, она е тоа што не држи заедно, значи јас слушам една музика, Панчо слуша друга, Лазар Цветковски. Јас слушам класика, джез и да, и рок ми е моментот да се изразам, да викнам, да отпеам. Иако на овој албум поголем дел од песните и Панчо пее посебно номерата. А го натиравте да пее конечно, а? Не, значи овдека више мораше да се покаже, да отпее, бидејќи една од песните по која што е крстен албумот се вика Уште еден ден, е напишата за неговата мајка, не одам на почината. Една многу фина, не знаеш колку убава чиста личност, штета едноставно некој што вистински треба да се тука ги нема. И овој албум беше неминовно да го крстиме така. И он пее сам на таа песна, се вика Уште еден ден и кога што гледам
бидејќи стојам сам номерата со која што го промовирам албумот има видео запис, таа е моментално најгледана на YouTube, меѓутоа втора по неа е уште еден ден, што ми е многу мило. Така. Значи луѓе го прифаќаат и Панчо и неговиот начин на изvedба и неговиот начин на пеење. Така Му помагаше со пеењето, со вежбањето? Не, апсолутно. Ние се знаеме 17 на години и прв пат се запознавме заради неговата бивша девојка со која што ја учев последно музичка, она беше оперска пејачка. Така да он има лекции од тогаш уште. Он има лекции, да, го строела усова, све го научила. Замисли кој ќе налутел како му било. Замисли колку викала. Не може, тоа они си знаат што правеле, да, сам. Споминавме предходно кога беа исклучени камерите дека гледаноста сега се мери по YouTube, тоа го направивме како муавет. Дали е вистинско мерило и кои се другите начини за да им пристапите на публиката? За жал е вистинско мерило, а за жал зборам заради тоа што се помалку и помалку има медиуми како ваши што пропагираат македонска музика и емисии од овој карактер. И луѓе више не знам како до сега скроз не изгубија желба да продолжат да работат. Ние сеќа работиме ради као резултат на она што доживуваме на концертите и на настапите. Значи гледаме како луѓе реагираат на нас, дека полниме дискотеки, дека луѓе ги пеат песните, тоа ни стимулира да продолжиме да работиме. Иначе оддавна би работеле нешто друго, Господ знае што. Штета што има многу малку медиуми за разлика од пред 5-6-7 години, што не пропагираат македонска музика, воопшто музика, значи и дефинитивно се сведе на тоа да видиш колкава е гледаноста на колку народот те сака и е дефинитивно најголем репер за тоа колку си актуелен, Facebook и YouTube. Така е, точно. Ама ги имате барем концертите, убаво кажа. Јас сега треба да излезам на улица надвор, елате да ви кажам по нешто, да ви прозборам. Оние концерти се нели надвор од Македонија по градовите настапи да ги кажам. Меѓутоа што е со настапите по нашите фестивали овдака што се прават манифестации? Ги избегнувате, одамна ве нема. Одамна сме раскрстили фестивал, е многу убава работа кога човек сака да почне во овие води. Значи, не знам, да се труди да добие награда, да прво место, второ, трето, за да се лансира у јавни нели води, у звезденото небо, македонско. Да, тоа е тоа. Много големо, да. И меѓутоа ние одамна сме раскрстили за тоа, бидејќи свативме дека воопшто нема потреба, тоа ние можеме да бидеме да се појавиме како гости на некои од овие наши еминентни фестивали. Меѓутоа дефинитивно, како што кажав, правиш песна, правиш спот, ја пушташ на YouTube, на Facebook и тоа е се што треба се што ти треба за да видиш колку таа песна ќе биде прифатена без никакви буткања, форсирање, јавувања по луѓе да гледаат, да не знам да штиклираат таму бројка на гледаност. Едноставно пуштаме и оставаме да видиме сами. Но тоа што вас лансираше, ДНК нема кој не ве знае. Нема одамна никој пејач не направил таков успех како вие што направивте. Многу песни извадивте како хитови. Тоа е факт дека ве лансираш. Меѓутоа ако се вратиш на назад, дали дека се погоди времето кога почнавте да го правите ова што го правите или ќе те прекинам, извини, ние почнавме најлошо време. Са нешто грешка. Да, најлошо време. Значи кога да почнавме пред 10-11 години активно зборам со оваа работа, јас зборам 10 години дека сме активни, активни, пушти една песна, па после година дена друга песна. Зборам да почнеме пред некои 5 години, 6, кога беше најжустро со македонската, најубаво македонската музика, имаше многу музика. Мислам дека многу повеќе ќе направиме. Сега она што веројатно нас не двои од другите артисти на естрадава е тоа што ние имаме песни од типот на она од Шутка, која што врска нема со песната Срце, која што врска нема со песната Шо сака нека биде или со Авион, стилски, текстуално, аранжмански да речеме. Ја давам еден допир у музиката од моја страна, Панчо од негова, Лазар Цветковски се тоа го склопува и имаме шареноликост во жанровски, стилски песните, да, и веројатно потфаќаме еден тип на луѓе што сакаат еден тип на музика, друг тип друга и така. Сите ние сме со проблеми. Некои со повеќе, некои со помалку, други ви имаат кредити. Тоест, има некој што нема кредит, да го мажам. Не, сериозно, следен пат кога ќе ви се струпаат проблеми, излезете на шанк. Напите се вино, напите се цело шише вино. Проблемите ќе останат, ама вас нема да ви ја гајле.
Прази љубовни споминавме со Тамара и спотот, значи се пресмеав. Дојковска. се пресмеав, значи Дујковска, вели. Ќе видиш ти само кој ќе те фати. И Катерина ја земавте во спот. Да. Па и дури сакав имаме еден другар, така тука височинаста и вика ја не можам да фатам, вика добра цура, вика ти сум низок, вика ја се 2 метри. Да, ама видиш да го цената на прашаш, кревет вика. дека лежиме не се гледа кој е висок, кој е низок. Ја му викам, у кревет сте еднакви. Значи, у кревет не си добар, затоа не можеш да фатиш Вие женска. сте еднакво високи си треба да кажеш, да. Само он не го бидо во кревет, па сега ми вика дека сум низок, не може да фати. Да. Чива идеја се тие спотови? И дали сте природно такви вие со Панчо, откачани, блистави, дека... Ја дури може да кажам дека Панчо е екстремно шљакнат. Значи, Ти си смирениот. Он е позитивно екстремно шљакнат тип. Точно знае кога треба да направи шала, до кој степен доди шалата, нормално не реагираме ние со секого исто. Меѓутоа со ние што ни се блиски, а горе-доле сите ни се блиски од естрадава, знаеме да се пошалиме, они нас да не позизаат, ние нив. Катерина и Тамара ни се многу добри другарки. Катерина прифати со задоволство да присуствува во нашиот спот и песната е баш се лепи на Да, на ува. нели, се лепи на незиниот профил, она е стварно авион девојка и баравме баш таков нежен, убав тип на девојка со таков тип на спот. Се да речеме, ние имаме спотови со еден куп бугарки и србенки. Старлета, има тука... Меѓутоа самите песни си обарале така, тоа, си барале таков профил на девојка. А Тамара ни е другарка од 100 години и среќа прв пат мислам дека можеби во живот не каснеше, а тоа беше на снимањето на незиниот спот. Иначе касни цело време. Знам се спремам да викам во емисија или нека подпорасне бебенцето. Сигурно договорија се за наредна година. Нека ја договорам сега, ама за 2 дена уназад да дојде. Се шегуваме, Тамара дојде во емисија. Добро, сега ме потсети тоа, сакам да ве прашам. Имате она секси пилни спотови, секси да речам, со девојки што играат, што мрдаат со задници, што дали успеавте никош да најдете нека македонка да го направи тоа? Имало и девојки кои што пристапиле на такви предлози, меѓутоа поретко бидејќи нели кај нас се сите многу Поштени, поштени, ние фини, сме поштени. невини. Ама така сме. Сега да го збориме ова насрти два под наводници од страна. Така ќе правиме. Да. Не знам зашто, мислам, ние немаме никаква, ние имаме еротски спотови, немаме експлицитни, не правиме, не знам, не пропагираме порнографија и такви глупости. Го правиме се она што го прави цел свет. Не ја пременуваме границата на неубавото. Ама нели ги заслуживи такова сме на шанксината дека македонска девојка не може да го направи тоа што е бугарки го прават. Не може. Нека не ми се наудат македонските девојчиња. Не, они го прават све тамо позади сцена. У Грчка кој дат на одмор. Да. Не, никако не ми зрачат со тој сексипил што јас го доживувам дека ја слушам вашата песна, не знам зошто. Мене ми е многу жал, ја да ме прашаш само македонки би Не викам убави се, ама никако бе Да не ни знае гостијат. да го покажа тоа, не знам. Само ќе ми рече така. Да, не знаат кој што нели се така се. Многу се мирнички, ама имало македонки во Све девојчиња од спотовете. фамилија се, да. Добре, тоа ми требаше како решавање на мистеријата. Да. Дали сте успеале да најдете наше девојче? Имало едно-две. Да. Од 30. 15 години, едно-две се нашле. Додека овие другиве, тоа е веќе професионално кај нив. Имаш сајт, си гледаш која ти се свиѓа, си доаѓа, си завршува професионална работа, снима све што треба да сними. Што прашувам ја Што глупости, бара ние за режисерот, стриптизер се измачивме си 2 води, недели, не да. можеме стриптизер у Македонија да најдеме. Да. 6000 динари бевме спремни да го платиме за пола сат. Видиш, и не дојде. И не можевме Не да можеме, најдеме. Замислете само. Време е да те прашам што следно ќе биде, мислам вие само што го извадивте албумот, меѓутоа што има ли други планови ништо да се допромовира, валја ќе се изведат спотови, што допрева ќе ги видиме. Сега за сега како што е за овие 2-3 недели, откако го испромовиравме албумот, гледаме дека одлично котираат на YouTube сите песни, а меѓутоа најверојатно за летово и таква како профилна песна е фанк песната од нашиот нов албум се вика Јас и ти. На неја ќе направиме еден видеозапис со најверојатно со Томато продукција. И негде во ноември, значи планираме да направиме еден концерт, бидејќи одамна не сме направиле концерт во Скопје. Да, не сте. Имаме настап, имаме свирки, меѓутоа не сме направиле концерт.
Така да тоа е оно што... Зборуваме да се полни универзална сала, концерт таков? Не, да се или? полни саем, мислам те молам, нема да... Машала! Не, ние еднаш фала Богу го напунивме саем, тоа беше пред 4-5 години. Потоа имавме концерт. Ама тогаш Цица не доаѓаше на секој 2 недели во Македонија. Да. И Аца Лугас. Баш така, баш така. Сега ги пикаат у кафичи? Не, ние не се надпреваруваме со никој, нека има, не е проблем. Јаца и Цеца у истиот ден. Тоа ние сме спремни да направиме концерт затоа што си имаме своја публика. Имавме после тоа, после година-две од тој концерт на саем, имавме концерт Unplugged во универзалната сала. Една така поинтимна атмосфера, сите песни ги реаранжиравме на една акустична форма, да кажам. И сега е време да направиме трет концерт со нашиот трет албум. Па И тоа јас ќе ве чекам много. да не викнете, да дојдеме таму. Сега е време и за подароци, затоа што, да, не може така да стоите без подароци. Кафенца знаеш да правиш, Андреј? Со ова што држиш и рака? Ова е за со кафе, ама нашите пријатели од Елит ќе ти дајме да правиш кафе. Ова е многу посебно изненадување од Pan Print за тебе. Уф, колку убава. Многу убаво. Колку убава ќерки. Чекај, зашто имам тука тани? Будете убаво, како е. Ќерки. Многу ви благодарам. Колку месеци? Смееме да зборуваме така? Скоро 6 месеци. Се вика Јана, ја крстив Јана, ради тоа што не ќе да експериментирам со помодарски имиња, кои што се поише звучат на кучиња. Нука ми се вика Јана, така да те поддржувам. Многу убава слика, Да. ви благодарам многу. И многу мило изгледате. Да. Сега морам да прашам што смени Јана кај тебе. Нека сега си скоро, татко. Па сите, ја малце ќе бидам, да кажам, обратен, ќе дам обратен одговор од оној одговор што генерално сите го кажуваат дека кога се роди дете све се менја. Не, мене не ми се смени ништо во приватниот живот, него ова е само еден огромен плюс на се она што претходно го имав као начин на живот, значи другари, искачања, дружења. Сега се тоа ми е истото, само збогатено со ова. Треба да ти е мирак да го слушаш вака и да ова е мотивација за бебча да ти направите. Ама ја морам да ти дадам кондомчиња и може ќе ми речеш Дај ми, не е проблем, само требаше ми ги даеш пред 2-3 години пред да се оженам. Кога бев пали и гаси по дискотеки. Шал. имаш и кафенце од нашите пријатели Елит, 5 вкуса во едно, да си направиш кафенце. Кондомиве не мораш ти да ги користиш, подели ги по другари, сигурно има уште останато ништо што не е женето. И кога имам впечаток дека сите се оженивте претходниот викенд. Али ова ти е стварно добар исполнител. Така? Сега ќе те викаат сите по гости. Да. Андреј, благодарам што дојде. Мислам дека кажавме се што требаше да кажеме. Ќе потсетиме да ги слушаат вашите песни, да кажуваат коментари за албумот, бидејќи не сум слушнала да замерите на некој ако искрено си го каже своето Таман мислење. работа, не баш, ние сме тука секојаш за вас, посебно за ваков профил на емисии и со ваков начин на водење како твој. Што ми се допаѓа многу, затоа што е природен и искрен. Исто ми изненади ти многу пријатно. Вака изгледаш многу построго, повлечено. Дали па дека со колегата сум снимала не дебарски сурат од таму. Не знам, така ми беше, не може да му пристапиш. Да. Или може дека си веќе женат одамна, па си има фактор. Да. Ама баш ми беше пријатно што конечно се упознат, ми направивме интервју. Фала ви за поклоните, посебно за кондомите. За колата слика. Шалам се. Останете Македонија со нас и ве потсетуваме зошто е најдобро да сте на Шанк. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години.
Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Некаде при завршување на денешното дружење, време да ве потсетам дека најубавата пауза се прави со најубавото кафе, 5 различни вкуса спакувани во луксузно уживање во една шолја кафе, луксуз кој секој може да си го приушти. Седат свекрава и сна, пијат кафенце, од нашево кафенце, и ова, и вика снашка на свекрвата: бабо, абе, ќе ми гледаш на кафе? Ќе ти гледам без снајки, ќе ти гледам на кафе. И го вртат филџанот, кога е квалитетно кафето како нашето, имате убав, добар црн талок за гледање, квалитетен. Добре се, ако не би го малку поскржаво направиле кафето. И го врти бабата филџанот и ова и гледа: снајке, имаш нешто на П. И ова цело таму: пари, мајко, пари! Не, пак ти ги переш садовите. Така, внимавајте кој ви гледа на кафе. Сега се префрлуваме до оној момент кога ми текна пред некој ден, што е најсмешна работа на цел свет. Најсмешна работа на цел свет е да се најдеш на саем, ама не на саем како посетител на саем, туку како учесник. Не знам дали некој од вас имаат искуство токму со тоа да бидат дел од организацијата на саем, односно да бидат изложувачи на саем. Да се седите и да ги гледате од ваша перспектива посетителите на саем. Имате број 1 вид на посетители, оние што се дојдени по пенкалце. Дома нема ни едно пенкалце. Нема ништо за пишување. Оди на саем и собира пенкал. Првото правило кога сте изложувачи на саем е да не ставате пенкалца на пултот, затоа што за 5 минути ќе снимате пенкалца. Сите да ги ставите, сите ќе ви ги земат. Второто правило е на пултот, на саем, додека сте изложувачи, да не ставате тефтери, односно да не ги ставате сите тефтери. Да, за 5 минути сите тефтери ќе ви ги соберат. И третото правило, кое во никој случај не смете да го направите, чоколадо или благо, колачи, бомбончиња, ставање на пулт на саем, вие ненормални сте, сакате масовна типачка од пензионерите. Има таму баби, дедовци, нема што да прават слободни. А пенкалце имате? А тефтерче? А бомбонче? И ти ги гледаш, уште малце ќе ти го земат из пултот, ќе го однесат и него, и столчеве ќе ти го однесат, него се ќе ти однесат. Ти мислат дека се што е таму ставено си за носење за дома. И моите најомилени, оние што многу читаат, ние сме начитана нација. Имаш луѓе што собираат флаери, летоци, брошури. Не е важно дали му треба на него тоа. Дај што имаш, па си носи едно торбиче, па си става внатре хартија, па волкава му е направено. За подпал. Шо мислиш? Оганот сам ќе се запали? И така, си собираат, ќе си читаат. Ова брошурчево за што е? Нема врска, дај летоци, брошури, дај се што имаш. И најдобрите од се се оние луѓе што веќе ги научите. Прв, втор, трет ден, го гледаш секој ден. Доаѓа наутро, доаѓа попладне, доаѓа при затварање на саем, затоа што тој знае дека ти вадиш пенкалца од сабајле една тура, попладне уште на тура и вечер, а него пенкалца му требаат за дома. Што не е јасно? И така, имаш и од оние изгубени во просторот, тие се веќе последната категорија на која не можеш да ни помогнеш. Добар ден! Добар ден! Шо коли продавате? Господине, ова е саем на книги. Така да нема потреба да одите по саеми за коли, до душа додека да се направи саем за коли, слободно можете да ги побарате моите пријатели и да си купите супер автомобил по неверојатна цена, која е подобра дури од саемска цена за автомобили. Ете така, Македонија. Си одиме, јас сега ќе им го соберам микрофонот од Нашанг, па шо микрофонов за зимање? А вие останете понатаму на 24 Вести и следите. За зимање микрофонот!